Тоа што многумина го сонувале, конечно станува јаве. Македонија почнува да наликува на Америка и станува толку демократска држава што никој, вклучително и функционери на опозицијата, не ги засега, ниту знаат како се вика председателот на владата. И Заев, а и овој, како му беше презимето? Ковачевски. Добро, не му го знам ни името. Ги слушам изјавите на тој што ни е премиер сега. Може би констатацијата за напредокот е неточна, штом политичарите од старата гарнитура, врз основа на некое стекнато искуство, се сигурни што бара и што му треба на народот. Па наместо да чекаат да облечат модерна западна мокасина, предполагаат дека чарето се бара, пикајќи се во излитената источна чизма. Сакат авторитарни личности. Путин е, така да кажем, персонификација на авторитарна личност, меѓутоа со огромна моќ. Када не само што сакат цврста рака во управувањето, во водењето на државата, барат да се потпрат на нешто што е алтернатива, да речеме, на оној свет западен што се однесува, на начинот на кој што се однесе кон Македонија. Не секој запад е запад. Оти за да се стаса до нашиот запад, исто како на Украина, пречка ни прави истокот. Дури тоа што има јасна роднинска врска, не придонесува да се мрдне чекор напред, оти проблемот е што изгледа владее некое колективно слепење. Украинскиот народ е православен народ. Да, и е братски народ на рускиот, како што бугарскиот е братски народ на македонскиот. Да, но ово излезе брат на брата очи да му вади. Но има и такви кои се збратимуваат иако немаат крвно сродство. Нив нешто друго ги прави семејство. Па со членови на фамилијата од општините. Самите се ги одредуваат мегите и начинот на кој ќе си го делат имотот, кој определиле дека е во нивна собственост. Да, господине, овој план е работен со приватен инвеститор. Значи ова не е за да се подобри на животот на граѓаните, нити тоа за нечи жеп да се наполни. Вака да ви кажам искрено, кога веќе толку ме влечете за јазик. Не ве влечам, јас само Ме влечете, значи не знам која општина во Скопје има тендер. Која општина издвојува во Скопје за ваква населба пари, па да распише тендер? Може би општините навистина немаат пари за планови, ама на некои јавни предпријатија изгледа дека им претекува. Па не се ни прашуваат што навистина им треба. Туку прават се за да им го направат кејфот на очигледно неизживјаните чалам директори. Дали ни треба Мерцедес C180 44.000 евра купе? Баш така. Дали ефикасноста на институцијата ќе се намали или зголеми ако без купето или со купето? И на крајот, за тоа како рефлектира ваквото однесување. Многу јасно ќе се види на најавениот концерт. 30 овој месец ќе ги објавиме конечните резултати. Подготвуваме настан, ќе се случи во салата на филхармонијата. Од тоа каква ќе биде статистиката, ќе зависи и тоа што ќе се свири. Ода на радоста не се очекува, но барем да не биде реквием.